Усвоен е предлог буџетот за 2017 година на 44-та седница на Советот на општина Тетово. Буџетот за следната година е повисок од овогодинешниот за 4,3% и изнесува околу 2 милиарди и 51 милион денари, пред се поради зголемување на ИПА проектите во висина од околу 31 милион денари. Образложение за буџетот и одлуката за негово извршување идната година даде раководителот на секторот за финансии на општина Тетово, Ермира Фида. За разлика од претходната година има едно мало покачување од 4%, што претежно се работи за инвестиции во делот на основните училишта и ИПА проекти, меѓународна соработка на општина Тетово со други организации, како и на Еразмус проектите што ги спроведуваат средните училишта. Најголемо зголемување во делот на буџетот има во делот на донациите и капиталните инвестиции во основните училишта. За разлика од претходната година, оваа година има намалување во делот на дотациите на средните училишта за превозот на учениците, што представува голем проблем за нашата општина. И со цел општината да може да им излезе во пресрет на средните училишта, во буџетот на општината се предвидени 10 милиони денари со цел јавните набавки за превоз на учениците да можат да се реализираат без пречки во текот на оваа година. Во областа на урбанизмот и комуналните дејности беше усвоена предлог програмата за уредување на градежно земјиште и комунални дејности. Од страна на секторот за уредување на градежното земјиште и комунални дејности се спреми програмата за 2017 година, која програма опфаќа една сума од 614 милиона денари, каде ќе се предвидат одржувањето на улиците, градењето на новите улици, канализација, осветлување и така натаму. Советниците ја усвоија и локалната стратегија за заштита од ХИВ во период од 2016-2020 година, како и предлог стратегијата за меѓуетничка интеграција во образованието на подрачјето на целата општина. Советниците изгласаа и повеќе предлог одлуки за проширување на урбанистичко-планската документација за легализирање на бесправно изградените објекти во општина Тетово. Советникот на ВМРО ДПМНЕ Горан Јовановски го искористи присуството на градоначалничката Теута Арифи за да добијат одговор што е потпишано во Тирана. Според Арифи, се работи за договор за меѓусебна соработка на 5 општини со побројно албанско население, со цел подобрување на животот на граѓаните.